Со 4 милиони денари ќе се работи на уредување на просторот пред стамбените згради во населбата 8 ноември во Штип. Активностите започнаа денеска, а ќе се уреди просторот пред зградите, ќе има паркинг места како и хортикултурно уредување. Градоначалникот Јорданов посочи дека старата слика на уништен бетон и атмосферска вода која се таложи ќе остане во минатото. Барањата на жителите ќе бидат реализирани во периодот кој следи. Денес се наоѓаме на улицата Енгелсова, на која што улица се уредува површина пред стамбени згради, површина која што има од барање на жители имаше потреба да биде уредена заради амортизираниот бетон и водата која што атмосферска се акумулирала низ годините наназад. Верувам дека со овој опфат и со ова третирање на оваа јавна површина ќе се подобри пристапот до стамбените згради, но освен на улица Енгелсова предвидено е исто така да се работи на јавна површина на улица Боро Арсов, на улица ЈНА, каде што ќе се третираат тротоарите и влезовите пред стамбените згради во рамки на населбата 8 ноември. Освен во населбата 8 ноември, со активности на јавни површини се продолжува и во останатите населени места, најави Јорданов. Додаде дека дополнително оваа тековна година десетици улици ќе бидат целосно реконструирани. Продолжуваме со активности. 2025 година не само јавни површини и влезови на згради, е година во која што десетина улици ќе бидат истретирани и надземно и со подземна инфраструктура, така да очекувам како што ќе минуваат деновите да реализираме безброј проекти со кои што ќе го урбанизираме и модернизираме нашиот град. Активности на терен во наредниот период ќе има во сите населени места во Штип на јавни површини. Јорданов најави градеж на офанзива кога е во прашање реконструкцијата на улици и патишта, изградба на тротоари, булевари и слично.